Ова е моето роботче кое што е дизајнирано да следи ѕид. Следењето на ѕидот се одвива на следниот начин. Роботчето постојано бара ѕид од неговата лева страна. Штом ќе го најде ѕидот од неговата лева страна, веднаш завртува во десно. Кога ќе изгуби контакт со ѕидот, повторно завртува во лево за да најде дали ѕидот е присутен и ќе врти во лево се додека неговиот сензор за допир, кој што е овој тастер тука, не регистрира присуство на ѕид. Од процесорот, значи тоа е ова црна плочка тука, искористени се двата модули за импулсно-широчинска модулација и еден модул за AD конверзија. Потоа ова малечка црна плочка тука представува инвертор со Шмитово дејство и оваа плочка, односно овој инвертор, ово интегрирано коло, е потребно за да може веродостојно да се регистрира затворањето и отворањето на тастерот, без да има некои лажни пријавувања. Така, сега ќе го вклучиме роботчето и веднаш ќе забележиме дека, бидејќи овој тастер не е подпрен на ѕидот, роботчето ќе почне да се движи во лево, па кога ќе го најде ձидот, ќе се оддалечи во десно, кога ќе изгуби контакт со ձидот, пак ќе почне да се движи во лево и ќе опише една цикцак линија која што има за крајен ефект движење покрај ձидот. Така, сега да го вклучиме. Значи врти во лево, го најде ձидот и почнува да се оддалечува од него и да се враќа за да го најде пак и опишува една цикцак линија која што се забележува. За да може да се движи вака наизменично, значи да имаме можност да се оддалечува од ձидот и да се приближува, во софтверот внатре е искористена командата COMF, која што ги комплементира резултатите од AD конверзијата и комплементираните резултати ги испраќа на едниот PWM модул и SHM модул, а оригиналните резултати не комплементирани ги праќа на другиот ISHM модул. Така. Гледаме како работи тука тастерчето. И тоа е за функционирањето на овој робот и за следењето на ЗИД од неговата лева страна. Од до сегашните испитувања сметам дека може да се направи само преку променување на геометријата на тастерот, да може да детектира и пречки пред него. Така. Значи ова движење ќе се повторува од каде што почнал, ќе стаса, пак ќе се заврти, се додека сакаме да вози. Така. Сега ќе го исклучам. Тоа е се.